Висат двајца пратеници на коалицијата на ДУИ. Управниот суд пресече ќе се прегласува на 7 избирачки места, 6 во 5-та изборна единица, 1 во 6-та. Потврдени се одлуките на ДИК, а прегласувањето ќе се спроведе на 22 мај. Албанската опозиција, коалицијата Вреди, очекува промена во бројот на пратенички мандати, односно ДУИ да падне на 17, а тие да добијат 14. Мислам дека ќе има промени во бројките после прегласувањето. Веќе таму се констатирани нерегуларности и тоа делумно, мислам, што се констатирани во пригласањето. Значи, не можеме, ако ги имаме предвид и подкуп на гласови, притисоци и се друго, но тоа не може да се констатира во овој период. Како да е, мислам дека ДУИ ќе падне, би требало да падне на 17, ние да се качиме на 14. Од Европскиот фронт на ДУИ беа незадоволни од одлуките на ДИК, па поднесоа 7 тужби до управниот суд, меѓутоа сите беа одбиени како неосновани. Од партијата на Ахмети повторно решија и на оваа тема да удрат со национализам, односно дека целта била да се оцрнат изборите организирани од влада, каде премиер бил албанец. Европскиот фронт ја извести целата меѓународна заедница и сите локални и меѓународни институции за обидот за изборен инженеринг со неинституционални и меѓупартиски договори за гласање и надгласување во Државната изборна комисија, како и за партиски притисоци врз управниот суд. Овој обид за изборен инженеринг има за цел да го промени односот на бројките во собранието преку политички договор на маса. Според познавачите и повеќе од можно е ДУИ да загуби 2 пратеника, бидејќи со се поизвестното заминување во опозиција веќе немаат моќта да ги уценуваат граѓаните. Реално сега треба да се искаже волјата, реалната волја на народот, бидејќи веќе диктатурата падна и сега народот треба јавно да излегува, да гласа спротив нивната волја и според нивните размислувања, но мислам дека ДУИ веќе нема капацитет да врши притисок, закани и уцени врз и подкуп на гласови и јас мислам дека реално ако излегуваат тие гласачи на тие избирачки места, мислам дека ДУИ ќе изгуби по еден пратеник. Промени во однос на пратеничките мандати може да има и во двете изборни единици, бидејќи според гласовите блиску да му земе пратеник на ДУИ во 5-та изборна единица е коалицијата на СДСМ, додека во 6-та албанската опозиција, дека може да добијат пратеник повеќе, сметаат и од ВМРО ДПМНЕ.